За една година во Македонија имало 39 жртви на трговија на луѓе, што е речиси 6 пати повеќе од 2023 кога биле регистрирани 7 жртви. Стои во последниот извештај на Стејт департментот за 2024 година. Меѓу жртвите има едно момче и едно хендикепирано лице. Речиси сите жртви се жени. Извештајот има констатирано напредок во повеќе сегменти, но и сериозни недостатоци, како намален број на пресуди за трговија со луѓе, ограничени ресурси на надлежното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и слаба координација на надлежните служби. Корупцијата и соучеството на службени лица во кривични дела поврзани со трговија со луѓе останува значителен проблем, со што се попречуваат мерките за спроведување на законот во текот на годината. Владата објави дека истражува службено лице од Министерството за внатрешни работи и службено лице од Министерството за правда за посредување во проституција. Македонија останува на ниво 2 според годишниот извештај на Стејт департментот за борба против трговијата со луѓе, а наведено е дека земјата покажала зголемени напори во споредба со претходниот период. Извештајот наведува дека во 2024 имало зголемен број на истраги, подобрено идентификување жртви, а има и соодветна поддршка за заслоништата за жртвите. Во овој сегмент потребно е зголемена проверка на населби каде живеат потенцијални жртви на трговците со луѓе.